Почитувани гости, почитуван заменик председател на владата, господин Пуир Османи, почитуван министер за надворешни работи, господин Димитров, почитувани представници на дипломатскиот кор, представници на медиумите и граѓанските организации, представници на политичките партии, колеги пратеници, учествуваат повеќето од членовите на комисијата, така да може да дискутираме. Имаме една точка многу значајна за сите нас. Точката е осврт на евроинтеграцијските процеси во Република Северна Македонија по самитот на Европскиот совет во октомври 2019 година. Почитувани пратеници, овој дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Денес не би сакале да ја расипеме вашата провладина забава. Ви пожелуваме пријатна расправа, многу успех и аплаузи, а за одговорноста ќе се видиме на 12 април. Благодарам многу. Ви благодарам, колега Антонио Милошовски. Сигурно со овој говор сте обезбедиле мандат или битка во вашата политичка партија за предвремените избори. Да, вашето кандидирање, се извинувам. Продолжуваме со работа. Мора да се признаеме. Ако ние ги остануваме реформите, може би датумот не е сега, може би ќе биде март, мај или за една година, но ако нашата држава и народот кој што живее во Република Северна Македонија без разлика верска национална припадност заслужува посебно после Преспанскиот договор, но и реформите кои што ги споменав во овие 2 години. Затоа што реформските приоритети најпрво ќе им овозможат на граѓаните поубаво да живеат. И ќе привршам тука со нешто што сметам дека треба да почнеме што поскоро да го размислување, а тоа е да се реафирмираат приоритети кои што ќе ни помогнат младите да го најдат своето место во нашата држава. Затоа што ние како држава не смееме да дозволиме натрешните или така наречените отворени прашања во Европската унија да го забават. Европски пријатели се свесни дека политиката на приширување на унијата е инвестиција во мирот, безбедноста и стабилноста на Европа. Тоа возложува зголемени економски и трговски можности за заедничка корист на сите земји членки, меѓутоа и на земјите аспирантни земји членки. Во стратегијата за проширување на унијата од 2015 година е наведено дека секоја земја се оценува врз основа на Pa ne espresa, na крај само уште еден говорник од пратениците и убеден сум. На години од нашето осамостојување. И неоспорно е дека сме на вистинскиот пат. Затоа добивме признание од сите 28 европски лидери, вклучително и од францускиот председател Макрон,